Кога чадот од пожарот во Пулс се уште се чувствуваше во воздухот, Кочани беше во шок и неверување. Истражните органи најавија темелна истрага. Во првите часови од трагедијата зад решетки беа десетина лица. Беше наредено да се апси секое лице кое што со своето постапување или непостапување придонело за настанот да се испита и неговата улога. Истрагата е затворена 3 месеци подоцна. Пожарот го предизвикала пиротехника активирана за време на настапот на ДНК. Вина за трагедијата сносат 34 лица. Сопственикот на ноќниот клуб, министри за економија, градоначалници, директори на ДЗС, општински инспектори, сите придонеле за незаконското работење на Пулс. Свесното игнорирање на безбедносните процедури од многу поединци и институции придонеле за исклучително тешките последици и неможноста да се спречи трагедијата. Судовите од Истокот немале судии ниту соодветен простор, па предметот беше доделен на Скопскиот кривичен суд. Тој одлучи да се суди во Идризово. На првото рочиште силно полициско обезбедување, обезбеден посебен влез за обвинетите. Судењето го следат и родителите на загинатите. На обвинителна клупа седна и сопственикот на фирмата за обезбедување, па адвокатите побараа одложување на првото рочиште. Како немаат чувства и осет на оваква голема трагедија, каде ни ги убија нашите деца? Бесот на родителите се прелеа и надвор од судницата. А вие барем од Кочани адвокатите не требаше да ги браните ни еден од овие. Судењето почна. Според обвинителството, Пулс била смртоносна стапица која никој не сакал да ја види. Обвинетите пак се изјаснија за невини. Прв тоа го кажа сопственикот. Не можам да поверувам што се случи. Не се чувствувам. За пожарот се апсеа и полицајци. Обвинети се 23. Дел веќе седнаа во судница и негираа вина. Адвокатите во случајот кој веќе се суди препознаа различни аршини на обвинителството. Не можете за едни да имате едно правно мислење, за истиот кривично правен настан, за други да имате сосема поинако правно мислење. Судењето за 35 теми на обвинети е во тек. Одржани се 15 рочишта. Се сослушуваат сведоци. Откриваат дека од таванот паѓале вжештени капки. Помошната врата била заклучена, а единствениот излез бил претесен да се излезе. Веќе утре, ден по годишнината од големата трагедија, продолжува судењето кое треба да утврди кој е виновен што повеќе од една деценија дискотеката работела незаконски. Зоран Јаневски, Сител телевизија.